Со пандемијата многу работи се актуализираа. Не дека претходно не се зборувало за нив, не дека не постоеле таман работа, постоеле како ни биле од многу голема помош, особено во медицината, но не се зборувало толку за нив. Зборувам за рентгенот. Во продолжение се разбира со кој ако не, со доктор Блажен Толовски, специјалист радиолог, одговараме на сите прашања кои што се поврзани со рентгенот и со рентген снимките и зошто тие се толку важни во оваа цела ковид пандемија која што ја живееме. Добро утро. Добро утро. Ми дојде да ви кажам добар ден. Не многу рано стануваме. А може добар ден веќе да си кажеме. Ние не стануваме толку рано, така да денеска може ме добро. разбудив. Добро. Докторе, не дека не се зборувало за рентгенот, не дека не постоел, вие многу добро ја знаете спецификата и ќе ни објасните убаво во поглед на рентгенот се што треба да знаеме. Но зошто тој толку важен во поглед на ковид пандемијата? Што ни покажува рентген снимката на белодробијата? Сеопшто земено и пред ковидот, секако дека рентгенските снимки се можеби еден од главните показатели што се случува конкретно со белите дробови. Приказната конкретно, за мене можам да ја кажам, беше прилично нова. Кога се појави ковидот, јас тоа сум го зборувал и на моите пациенти. Пред некои 2 години, кога дојде токму ковидот, кога го немавме видено, кога како најобични луѓе гледавме ковид на Google, отваравме како тоа некаде изгледа во некоја земја, некој што видел ковид. Морам да го пренесам моето искуство. Кога прв пат дојде ковид, јас, да бидам искрен и не се срамам да кажам, немав генерално поим што е тоа што го гледам. Тоа беше нешто што прв пат го гледам. Ковидот предизвикува големо воспаление на плуќата, на двете белодробни крила најчесто во долните партии, најчесто кон надвор. Нешто што и не е така специфично во оние секојдневни рутински гледања на рентгенските снимки. И така, кога дојде прв пат ковидот, буквално баш така бевме малце и зачудени што ние тоа гледаме на таа снимка. Да утекна овие години, сега тоа веќе ни влеза во една таква рутина, како да ви кажам... Сега веќе, дури можете, докторе, кога ќе ја видите рентген снимката, дури да прогнозирате? Дефинитивно, мислам, нема, мислам дека веќе не само кој радиолог после толку време и толку ковиди поминати би, условно кажано, промашил ковид, пневмонија, која што сепак по рентгенските знаци и изглед, секако дека се разликува од обичните пневмонии. Добро, може и потоа, да речеме, се ќе зборуваме малку и за делот, кога вие според искуството препорачувате дека е најсоодветно време да се направи рентгенот и дали треба потоа да направиме и по прележување на ковид, да се види дали остава некој на белодробието последици? И за временскиот период ве прашувам, кога е соодветно? Малку се во недумица граѓаните. Прашањето е одлично, затоа што исто во прашање го добивавме и кога ги немавме овие одговори. Одговорите не стигнаа од некои научни истражувања. Одговорите едноставно дојдова по тоа искуство што ги изгледавме сите тие рентгенски снимки, поминаа сите тие пациенти, дојдоа на контроли, видовме како се повлекува, како некогаш не се повлекува. Инаку, најчесто по пракса, во согласности со матичните лекари, пулмолози, инфектолози и така натаму, се прави рентгенолошкото снимање некаде помеѓу 4-тиот до 7-тиот ден од добивањето на позитивниот тест или симптомите, што плюс-минус е тука некаде. Па, зависи од рентгенската снимка, нели? Доколку е прилично лоша и доколку имаме развивање на таква ковид пневмонија, во тој случај може би и не сме ние тие кои што кажуваме кога ќе биде контролната рентгенска снимка, бидејќи пациентот е во рацете на, да речеме, инфектологот, кој што понатаму не диктира кога да се направат снимките, генерално 15-20 дена после симптомите први. Некогаш
снимките секако дека се добри, некогаш не поминуваат така лесно, па потребно е повеќе време да помине. Така да генерално немаме некој точен одговор. А по прележување, кога инфектологот, да речеме хипотетски кажано, дека ќе го ослободи од ковидот пациентот и ќе каже дека веќе нема ковид, треба да направи повторно контрола да се види дали е чисто белодробието? Па и тоа зависи. Одредени пациенти кога ќе направат се многу срекни, секако и ние сме срекни, кога плуќата се изчистила комплетно, кога белодробните крила си се вратиле во комплетна нормала, но некогаш и не е така. Некогаш се потребни месеци и месеци тоа да се изчисти. Не, секогаш повторам, не е само рентгенот показател во ковид ситуацијата, секако. Тука се и сите крвни анализи, тука се сите оние раководства од страна на инфектолозите кои што ги водат. Рентгенот викаме ние секогаш, како и се друго во медицината, една алка од синџирот на лекувањето на пациентот. Така да снимките се добро дојдени во секој случај, да се знае што е, каде е, докаде е, како се одвива целиот тек на болеста, да се биде предпазлив. Но ете. Сега кога зборуваме за рентген на снимките, прво нешто што пациентите па си го кажуваат меѓу себе, не дека не го знаеме тоа. Зрачењето е големо. И дали треба и на колка временски период треба? Што ќе кажете вие во тој поглед, во поглед на зрачењето на рентгенот? Јас многу би сакал малку таа фама околу тоа зрачење меѓу народот што постои, така малце да се разбие, да кажеме. При рентгенското зрачење, нели да не ги замараме обичните пациенти со тоа колку зрачи рентгенот, како зрачи, генерално не е воопшто ништо таа доза на зрачење така голема и така опасна за пациентот. Ние секојдневно се соочуваме со еден куп на други штетни дејствија, така да рентгенот па баш и не го гледам како дека нешто сега нас ќе ни сврти у животов наопак. Дополнително си правиме некоја голема штета, а треба да решиме проблем. И како. Да. Сега секако. Морам тука што треба да ни биде поважно? Да напоменам дека кај полошите снимки кога ги добиваме пак околу ковид пневмониите, секако дека не сакаме да застанеме тука, одиме на некои пософистицирани снимања. Кога го кажувам тоа, сметам на компјутерската томографија како еден врхунски преглед кога се работи за белите дробави, едноставно кажано ни дава многу поточен увид токму тие пневмонии до кој степен, до кој тереџи имаат отидено. Тука секако дека дозата на зрачење е поголема. Добро. Но викам секако дека бенефитот е поголем од штетата при такви снимања. Бенефитот е грижа за здравието, да знаеме што треба да преземеме доколку нешто акутно се случува. И патока за другите лекари, како понатаму ќе го водат тој пациент во неговото лекување. Сега ми одговоривте на прашањето во поглед на тоа што ако нешто не видиме на рентген снимката, конкретно за белодробието, каде се упатуваме, но во поглед општо земено на снимките, рентген наспроти компјутер, наспроти магнет. Што покажува едното и како доаѓа до магнет? Значи, како оди целиот процес? А што покажува па и магнетот, кој што е, да речеме, најточен, што велите, извор на информација? Темата е префрламе, значи, надвор од ковидот. Магнетната резонанца не ни игра улога во ковид пневмониите секако. Нели магнетната резонанца не ги снима белите дробови, не е таа меродавна метода за белите дробови, таму е компјутерската томографија. Генерално земено, пак е повторам, нели, не секогаш во медицината 2 и 2 не излегуваат 4. Така да имам и јас лично имам примери од наши блиски, од фамилијата и така дале, секако што ги снимавме, кој веќе не го помина овој ковид, каде што добивме одлична рентгенска снимка, но ете за наш, да речем условно страв, направивме компјутерски томографии, иако била снимката добра, покажа некакви ситни промени на таа компјутерска томографија, што може би во понатамошното лекување, доколку се толку ситни, па може би, нека кажат инфектолозите, и да не се така битни тие мали промени.
Добре. Сепак алудираме на оние големи промени, нели, да се реагира побрзо. Секако вакцината, тоа е мој став број 1 во борбата против ковид. Да. Може би јас не сум меродавен да кажам околу тие научни испитувања за таа вакцина, не сум јас инфектолог, но морам да кажам помеѓу пациентите вакцинирани, невакцинирани, Така? заболени со ковид, тоа гласно го кажува, и како има разлика во рентгенската снимка на белите дробови. Повтарам, вакцинираните пациенти имаат далеку подобри резултати отколку невакцинираните. Да. Тоа зборуваме Во сега. поглед зборите за белодробието, за ширење на вирусот и за зафаќање на белите дробови. Да. Значи, алудирањето е до тоа апсолутно. Да. Конкретно е, ако некој му е битно, јас бев заболен од ковид во време кога немаше вакцина. Беше нормално да заболим од ковид на толку луѓе што помина. Да. И секако, нели, после она време што си го препорачуваше СЗО, си прими 2 вакцини. Така. Дури сега размислувам и за трета. И сметам дека тоа е спасот од ова што не погоди сега. Ајде да се вратиме повторно на објаснувањето на магнетот. Ако зборуваме и за зрачењето, паметам дека магнетот е оној кој што резонанца, да, нема е никакво. безболна. Да. Не е безболна, туку под буквално, наводници да кажеме, туку ако ја споредуваме. буквално нема никакво штетно дејство. Магнетната резонанца е де факто, нели, да го доближиме до луѓето, тоа е најобичен ултразвук, ехо преглед, да кажеме, кој што е многу таму, можеме да ги прашаме физичарите колку е он помоќен и посилено тоа ехо. Кој бил на магнетна резонанца знае дека додека трае прегледот, таа бучи. Звукот што се создава преку тој физички механизам ја прави снимката што ја добиваме на магнетната резонанца, затоа таму ние немаме зрачење. Рентгенското зрачење не постои кај магнетната резонанца, но таа служи Така? за снимање пред се. Ни го дава оној врвен резултат кај мозокот, кај зглобовите, рбетникот. Добро. Така да, нели, при истата приказна, Да. ако сакаме добри резултати, се бара таа магнетна резонанца. Но во технологијата е неприкосновена и во медицината е неприкосновена во поглед на третманот и патоказот кој што го дава за состојбата внатре. Конкретно. Дефинитивно. Ве прашувам и вака и во детали, затоа што многу малку се зборува, многу малку се знае, се представува како нешто многу страшно. И, впрочем, се представува дека некој треба да биде во некоја животно загрозувачка состојба за да направи магнет. Видете, дефинитивно не е така. Меѓу народ такво е Не мнението. дај Боже, затоа ве прашувам не така дај директно. Боже, ако дојде до такви животно загрозувачки состојби, секако дека магнетот ќе ни биде избор број 1, кога се работи за овие делови што можеме да ги снимаме нели на магнетна резонанца. Но не е баш така. Но Нели, далеко од тоа дека само за тука тоа се спортистите, служи. тука се Да. обичните повреди, тука се секојдневните болки, што исто така захтеваат преглед на магнетна резонанца, нели да добиеме што поточен приказ што се случува внатре во тие меки ткива, нели тоа магнетната резонанца пред се тоа го покажува. Да, за третманот понатаму. Ми остане едно прашање, докторе, ќе се навратам јас повторно кај овие обични повреди, сакам натаму да ни оди разговорот, но споменавте дека во поглед на вакцинацијата, споменавте дека се разликува рентгенот на белите дробови во поглед на оние кои што се вакцинирани, на оние кои што не се вакцинирани. Во делот ковидот како реагира и како зафаќа. Според вашето искуство, и многу пациенти кои што ви поминуваат секојдневно, се разликува ли ковидот како ги зафаќа белите дробови во делот на соевите? Од првиот, како реагира? Не, дефинитивно не. Или нема врска? Дефинитивно, сојот? не, дефинитивно. И неговата Сликата е јачина. апсолутно иста. Јачината со кој што, снагата со кој што ковидот, сите овие соеви ја зафача плуќата, од аспект на рентгенолошкиот поглед на таа плуќа, за мене апсолутно ист.
Значи нема никоја разлика. Затоа што велат дека делта сот е по-прогресивен, по-јак, по-прогресивен, да, тоа ќе го кажат инфектолозите, поне можеби да по-прогресивен од аспект на не знам ти таму заразување. Брзината како е зафаќа, да, во еден телото, пациент се колку шири, понатаму може да зарази и така натаму, но тоа што ние го гледаме апсолутно исто. И па повтарам, вакцинираните и невакцинираните ја немаат истата рентгенска снимка на плуќе. Така да алудирањето не е за џабе, не во рамки на Македонија, во рамки на светот. Така да следите од самиот почеток на пандемијата со вашата дејност, влеговте и спознавајќи ја оваа цела новина, како што велите, не знаевте ништо е како е, веќе можеме да збориме од искуството и многу работи и во светот што се случуваат, па да видите дали и кај нас е буквално така. Во делот на обичните повреди, ајде малку да објасниме. Која индикација не води во тоа, ако паднеме, се повредиме, свиткаме рака, зглопајка и дечињата, еве ќе направиме една дистинкција кај возрастните кај дечињата, која индикација не води кон тоа дали треба рентген снимка или не? Како да се постапи? Поставувањето е нели пред се, ако одиме нели по оној правилен редослед, секако еве сте се повредиле, одите да речеме на матичен лекар, он ве прегледува, ве препрача на ортопед, ортопедот ќе каже дали има потреба од рентгенска снимка или не. Пак ја повторам онаа стара реченица од нашите стари професори дека 2 и 2 не ни излегува секогаш 4, мораме многу да бидеме внимателни. Често пати и јас од оно искуство што сме го видели кога ортопедите кажале, окей, тука не би требало да има ништо, сме направиле рентгенски снимки и излегло дека не е баш така. Да. Не сакаме да кривиме никако, секако. И ние сме биле тие што може би сме рекле да, тука нема ништо. Да. И ние сме се, да речеме условно, прешле во таа диагноза, дека тука нема ништо, па ќе направиш рентген, па ќе видиш дека има нешто. Така да, па ќе кажам, во таа доза на зрачење, знаете, тие што се користат во нашава држава, ќе сите ги имаме тие нови рентгенски цевки и така дале. Имаме добра контрола на зрачење. Зрачењето не е така опасно. Дури и за ке децата не е ништо страшно да се направат тие рентгенски снимки. Секако бенефитот е поголем да се знае дали имаме скршеница, пукнатини, изместување, луксации и така дале, отколку да го пропуштиме. Епа, важно е ова, ве прашувам во контекст на тоа дека од старите е останато. Ќе паднеш на раката, ќе ја удриш малце повеќе, нели, еве конкретно раката ја земав, не отекува, но многу боли. Ако не отекува, нема скршено. Колку тоа треба да биде индикација дека нема скршено? И секоја специјалност во медицината си носи своји познавања. Јас тоа секогаш го кажувам и кон колегите и кон пациентите дека секој треба да се држи во својата специјалност. Што ми е идејата? Ортопедите имаат свој начин да проверат дали по нивното знаење и вештини, дали таму се крие некаква пукнатина, скршеници или не. Ние сме рентгенолози, јас што викам преку кожа не знаеме да гледаме, ние знаеме да гледаме на рентген. Субјективно е да се каже, некојаш, нели, ќе се рече, па добро сликавме, можеби џабе сликавме, но ете предпазливоста број 1 пред се, да се провери, да се види, па ќе повторам, бенефитот поголем од тоа некое... Значи, не треба да биде индикација тоа дали не боли, дали отекува... Па да, ама добро, видете, не секоја болка се треба трчаме на рентген да се сликаме, нели? Добро. Тоа е... Не, има разлика, особено ако е удрено, тоа знаеме како боли. Да, скршеница, пукнатина, боли, тоа е факт. Знаеме да разликуваме. Прашајте кој скршил нешто, знае тоа како боли, тоа е... Јас сум скршил многу работи, така да тоа боли страшно. Да, знаеме да разликуваме. Во поглед на она што и главно ми беше како појдовна нишка да ве викнам, е тоа што неодамна на 16 се одбележуваше светскиот ден на рентгенот. Сакам да ве прашам во тој поглед, како специјалист во област, добар познавач, со безброј пациенти, постојано, а и во ковид пандемијата, колку ова област напреднува кај нас? Во светски размери, ако споредиме? Вака се. До каде сме? Што сме? Мислам дека сме, морам да кажам, одлични. Так. Јас сум тој кој што секогаш сакам позитивно, оптимистички да гледа
се вкупно на здравството во Македонија. Сметам дека имаме одлични лекари, одлични кадри, имавме одлични професори. Своевремено дели се живи. Да, секако. Да. Сум да радиологијата како една гранка може би најбрзо растечка, бидејќи знаењата се отвараат се повеќе и повеќе со новите технологии, нели? Колку добиваме подобри технолошко развиени апаратурата доколку ни е помоќна, секако дека и нова патологија се отвара. Добри, колку и повлекува знаење, веројатно, повлекува истражување. Да, мислам, ја викам, фала му на Бога, сум имал можност да одам многу пати во странство, пред се во западниве земји, нели? Морам тука да го вклучам и сите они клинички центри во соседна Србија, во Белград, во Нови Сад и така дале, кои што се многу отидени напред. И таму имавме еден прелом, разговор со професори кои што ја зафаќаат и онаја постарива помлада генерација која што се на средина. И токму они застана на вашиот заклучок колку новата апаратура бара плюс и ново знаење. Секако базата е во основната медицина, во анатомијата, патологијата, патофизиологијата и така дале, но рентгенската снимка е едно, компјутерската томографија отвара сосем други поглавја, за магнетната резонанца е веќе нешто, нели, секој што си ја сака работата радиологијата, нели, мора да работи во тоа поле. И истражувајќи ги овие, да речеме, алатки кои вас ви помагаат, се случило ли, верувам, од рентген снимка, како ќе се развива и што всушност магнетот ќе покаже да нема ниту едното со другото врска на крајот во исходот и колку тоа, да речеме, вас како добар познавач на праксата и теорија, знае да, како доктор, да ви го потврди тоа дека 2 и 2 не се 4 во медицината. Да, некогаш сме се заколнале дека тоа е така на рентгенската снимка. Да. По инсистирање дали на друг лекар, пациент, наши инсистирање. А некогаш може би вас, може ќе ви остане така нешто, па мислите дека треба. Се случува? Па секако дека да. Секако дека да. Ќе го направите тој помоќен преглед. Диагнозата од вака се врти вака. Нели? Тоа е. Се бориме со диагнозите, да дојдеме до правата диагноза секогаш, да дојдеме до вистината. Нели? Тоа е нашата работа. Ние сме класични диагностичари. Да. Сметам дека од нас почнува лекувањето. Да. Со новите апарати, дури можам да кажам, влегува и до самиот завршеток. Тука се подразбира. Мораме да ги земеме сите модалитети кои што ги располагаме во смисол од обичен рентген до ултразвук, нели ехо познат апарат кај народот. Биопсиите се нашата област. Да. Тука се уфрла магнетната резонанца, тука се уфрла снимањето на контрастните серии, се уфрла, нели, контраст при снимањето и кај магнетната резонанца и кај компјутерот, пак за уште еден чекор подобро доаѓање до вистината, до диагнозата. Така да токму во право сте, ќе видиме едно, до крај на денот или за неколку часа може да излезе сосема друга приказна и диагноза. И тоа прави убавината на вашата професија. Некогаш убавината, некогаш тежината, некогаш може би и оправна револт кај пациентите, ми кажавте едно излезе друго. Да. Но мора да не сватам. Но сепак вистината на крајот. Тоа е нашата работа, нели, луѓе сме, некогаш ќе се залетаме во една насока, некогаш во друга насока. Мој ценет професор од кој што учев викаше во старт имаш две патеки. Ако тргнеш во диагноза по едната патека, таа е погрешната, рачуни дека до крај ќе сгрешиш работата. Значи, гледај во старт да ја погодиш правата патека, размислувањето да ти трне во права насока, да дојдеш до правата диагноза. Ви благодарам што ми бевте денеска гостин. Навистина ми направивте чест. Се надевам дека ќе се гледаме за убави работи, дека ќе заврши оваа ковид пандемија, па ќе направите една малку анализа и од вашата област во делот на оваа новина пандемија, па да добиеме од повеќе стручни лица, да добиеме некој одговор што е ковидот, што е тоа што ни се случи. Само нека одмина, па. Само нека Баш и не мора да зборуваме толку за него. Благодарам. Фала и на вас.